Средствата од ИПАРД програмата повторно се достапни за македонските земјоделци, откако Европската комисија потврди дека нема никакви неправилности во постапките за нивно користење, соопшти министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Како што информираше министерот, официјалното известување пристигнало од Генералниот директорат за земјоделство и рурален развој при Европската комисија, по спроведената детална контрола на системот за распределба на средствата. Според него, проверките потврдиле дека институциите постапувале одговорно и транспарентно, во согласно со сите процедури. Трипуновски појасни дека средствата никогаш не биле формално блокирани од страна на Брисел, туку дека била иницирана вонредна контрола откако во јавноста се појавиле информации за можна злоупотреба од страна на поранешен директор на платежната агенција. Тогаш македонските институции самостојно побарале дополнителна проверка со цел да се зачува кредибилитетот на системот. Според министерот, ваквиот пристап бил позитивен. Позитивно оценет од европските институции која препознале навремената реакција и транспарентноста на надлежните органи. По завршената темелна анализа од ИПАРД структурата била доставена и сеопфатна информација до Брисел, во што било потврдено дека нема неправилности. Во своето обраќање, министерот ги отфрли тврдењата на СДСМ дека средствата биле блокирани, оценувајќи ги како неточни и тенденциозни. Тој нагласи дека ваквите информации создале непотребна паника меѓу земјоделците, но дека со официјалната потврда од Европската комисија, вистината излегува на виделина. Министерството упати порака до земјоделците да продолжат со аплицирање за ИПАРД средствата. За врсничкото насилство врз 600 оделенката во Ѓорчо Петров, малтретирана од 3 соученички, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изјави дека на разговор се повикани 14 лица, меѓу кои родителите на вмешаните ученици. Тој уверува дека полицијата постојано има фокус и на ваков тип насилство, иако јавноста во изминатиот период беше повеќе насочена кон семејното насилство. Во врска со конкретниот случај, запознаен сум дека се води истрага. 14 лица се повикани на разговор, за некои од нив ке следуваат одредени процесни дејствија. Во рамки на овој предмет е вклучено и јавното обвинителство кое постапува по насока од надлежен јавен обвинител. За сите останати детали јавноста ќе биде известена како што ќе се превземаат чекорите. Сепак станува збор за малолетници, мора да даваме редуцирани информации, имајќи го предвид карактерот на овој тип криминалитет, вели Тошковски. Во тие 14 лица, колку што сум запознаен, има и родители на инволвираните деца, вели министерот, одговарајќи на новинарски прашања денеска по промоцијата на протоколот за постапување со лица без државјанство. За решавање на ваквите проблеми, министерот повика на системски пристап до сите институции и апелираше родителите да се фокусираат на решавањето на проблемот. МВР во суштина делува превентивно, неговото делување е секако и репресивно. Мора сите институции да бидат вклучени во рамки на овој процес за да дадеме секторски одговор. Системски пристап. Апсолутно влијание имаат самите родители и нивната улога во воспитувањето на децата. Нивното поведение во делот на образовниот процес е клучно, би упатил апел до сите родители и до сите општествени чинители да се фокусираме на овој проблем затоа што е присутен, вели министерот. Нагласува дека во јавност излегуваат само дел од настаните, има и случаи за кои јавноста не знае. Во ваквите ситуации, според Тошковски, институциите мора здружено да настапат во насока на едукација, со одведен третман и укажување на сите проблематични точки. Експертите, институциите и родителите мора да известуваат да се прави јасна разлика меѓу добро и лошо поведение, нагласува министерот. Во судницата во Казнено-поправниот дом Идризово денеска продолжи судењето за трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, при што беа презентирани едни од најтешките материјални докази, над 60 извештаи од извршени обдукции на настраданите. Наудите од судската медицина откриваат вознемирувачки детали за последните моменти на жртвите, од кои голем дел биле млади лица на возраст од 16 до 25 години. Според извештаите, кај сите починати утврдена насилна смрт, кај повеќе од 50 лица, како главна причина е наведено труење со јаглерод моноксид. Дел од обдукцијските науди укажуваат на хаотичната состојба што настанала во објектот, проследена со паника и стампедо при обидот за бегство. Кај неколку жртви е констатирана смрт од компресија на градниот кош, што упатува на тоа дека биле згмечени во толпата. Дополнително кај дел од настраданите како причина за смртта е наведен недостаток на кислород, што укажува на брзото ширење на густ чад во затворениот простор. Обдукциите потврдуваат случаи на сериозни оштетувања на дишните патишта предизвикани од високи температури и вдишување врел воздух.
На рочиштето беа презентирани и дополнителни извештаи за лица кои починале неколку недели по несреќата како последица на тешки повреди и компликации при лекување во странство, вклучувајќи изгореници и оштетување на белите дробови. Судско-медицинските наоди јасно покажуваат дека најголемиот дел од жртвите на настраданите директно не настрадале од пламените јазици, туку од отровниот чад кој за кратко време го исполнил просторот, што дополнително ја нагласува и сериозноста на трагедијата. Судењето продолжува со изведување на докази кои треба да ги расветлат сите околности поврзани со оваа несреќа. Министерот за здравство Азир Алиу се обрати на промоцијата за новиот протокол за постапување со лица без државјанство, настан организиран од ОПСЕ и Министерството за внатрешни работи. Во своето обраќање Алиу истакна дека здравствениот систем има клучна улога по идентификација и вклучување на овие лица во институционалниот систем. Тој посочи дека за многумина од нив првиот контакт со државата не се административните служби, туку токму здравствените установи, особено во случај на мајки без здравствено осигурување или лична документација. Министерот нагласи дека преку програмата за мајки и деца, финансирана од Министерството за здравство, се обезбедува бесплатно породување и здравствена грижа за оваа ранлива категорија, со што не само што се штитат животите, туку се создава основа за нивна понатамошна интеграција во општеството. Дополнително беше истакната важноста на електронскиот систем, мој термин, во кој е воведен посебен модул за евиденција на лица без лични документи. Преку доделување единствен идентификационен број од надлежните институции, овие лица можат да бидат препознаени во здравствениот систем и да добијат соодветна медицинска грижа. Овој пристап овозможува водење на електронско здравствено досие со што се обезбедува континуитет на податоците за здравствените услуги, но и создавање институционална трага што е значена за понатамошни правни и административни постапки. Промоцијата на протоколот представува важен чекор кон подобра координација меѓу институциите и унапредување на правата на лицата без државјанство во земјава. Во завршните зборови од судењето за трагичниот настан во кој животот го загубија Ивана и незината ќерка Катја, обвинителството побара максимална казна за обвинетиот Стојанче Јовановски. Обвинителката Адела Бојчевик истакна дека обвинетиот бил свесен за своите постапки, дека неговото однесување не било резултат на психичко заболување, туку на лични карактеристики и континуирано насилство. Според неа, сите докази упатуваат на негова одговорност за овој трагичен исход. Од друга страна, одбраната побара ослободителна пресуда, особено во делот за делото наведување на самоубиство. Адвокатите тврдат дека обвинителството не успеало да докаже директна причинско-последична врска меѓу постапките на обвинетиот и смртта на жртвите. Тие нагласија дека нема директни докази за телесни повреди на денот на настанот и дека случајот во голема мера се темели на посредни сведоштва и вештачење кои според нив не се доволни за осудителна пресуда. Обвинетиот Јовановски пред судот ја негираше вината, изјавувајќи дека не ја поттикнал трагедијата и дека не се чувствува одговорен за случувањата. Тој додаде дека би дал се за да ги врати сопругата и детето. Судот најави дека пресудата ќе биде соопштена на 7 мај во 10 часот и 30 минути. Претседателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп најави дека веројатно нема да го прифати најновиот предлог на Иран за прекид на конфликтот, што вклучува повторно отворање на Ормускиот теснец со одложување на решавањето на прашањето за нуклеарната програма. Според извори запознаени со ситуацијата, Трамп го искажал својот став за време на состанокот со високи представници за национална безбедност, истакнувајќи резервираност во врска со планот што Техеран го поднесе во изминатите денови, пренесува CNN. Официјални лица проценија дека отворањето на теснецот без решавање на прашањето за збогатување на ураниум ќе ја ослабне преговарачката позиција на Соединетите Американски држави, додека неговото понатамошно затворање ќе продолжи да ги изголемува цените на енергијата, вклучително и на горивото во Соединетите Американски држави. По состанокот не беше прецизирано кои ќе бидат следните чекори на администрацијата. Американските представници изразија загриженост за можни подолби во рамки на иранското раководство и неизвестност околу тоа кој ќе ги носи конечните одлуки. Белата куќа одби да коментира за деталите од преговорите, наведувајќи дека станува збор за чувствителни дипломатски разговори и дека САД ќе прифатат само договор што ја исклучува можноста Иран да се здобие со нуклеарно оружје.
Рускиот председател Владимир Путин изјави дека западните земји постепено ги губат своите лидерски позиции и им отстапуваат простор на нови центри на раст, особено на земјите од глобалниот југ. Во видео обраќање на форумот Отворен диалог, Владимир Путин посочи дека досегашните модели и правила во меѓународните односи и деловниот свет се повеќе ја губат својата релевантност. Според него, ваквите промени се резултати на политиките што ги спроведуваат западните држави. Тој нагласи дека глобалниот развој се наоѓа во фаза на длабока трансформација, при што се менуваат сите клучни аспекти – економијата, финансиите, технологијата и демографијата. Како резултат на тоа се создава нова мултиполарна структура на светскиот поредок. Путин истакна дека идниот модел на развој треба да се базира на еднаквост, меѓусебно почитување и земање предвид на интересите на сите земји. Додаде дека ниту една држава не може да напредува на сметка на другите. Форумот Иднината на светот, нова платформа за глобален раст, кој се одржува во Националниот центар Русија од 27 до 29 април, има за цел да поттикне меѓународен диалог, да придонесе кон креирање визија за идниот глобален развој. На настанот учествуваат представници од повеќе од 120 земји.